Родена во Ташкент, школувана во Скопје, на работа во Тетово. Цели 35 години Севда Илич им ја всадува љубовта кон виолината и музиката на младите. И, како што самата вели, живее со нив и нивните успеси. Голема чест ми е што вечерва ги имам моите поранешни ученици кои се согласија да овој проект јас го направам. Пресреќна сум, затоа што успехот мој не би бил потполн да ги немам тие деца. Јас секогаш си милувам да си кажам тоа се мои деца. Среќна сум што тие деца продолжуваат. Значи и на државно ниво на надпревари, на меѓународни, на светска сцена. Значи ученици кои што не се посветиле можда само на виолина, него продолжат да бидат диригенти. Продолжили да бидат хорски и оркестарски диригенти, што ја сакат музиката. Пред се мислам дека секој наставник е среќен кој да после 35 години да си ги види своите деца на ова наша прекрасна бина во нашето училиште. Ви благодарам многу. Љубиша Кировски, еден од првите ученици на професорката Севда Илич. После овие години на успешна работа и презентација на меѓународната сцена, како е да се биде повторно во музичкото училиште заедно со својата прва наставничка? Па, морам да кажам дека возбудата е голема, тоа што навираат спомени, емоции, нели, тоа се првите контакти воопшто со музиката, првите контакти со виолината, нели, од тие први контакти зависи дали ќе се одлучите вашиот идем повик да биде виолината и музиката како професија. Значи, таа љубов ми ја всади Севда Илич. Јас сум и благодарен за тоа, нели, тоа е најбитно на малите деца да им садите љубов да имаат за оваа професија. Тоа е најбитното што треба да го направи еден наставник. Она тогаш беше млада, јас бев малечок, се најдовме некако, имаше тука хемија и успехот потоа следуваше, мислам и, нели, потоа се запише во средното и на факултетот и магистратура и си тргна во таа насока. Кировски, Наде Лешковска, Глигор Кондовски, Андријана Несторовска, Светозаревиќ, Јасминка Ѓорѓевска, Софија Серафимовска се само дел од плејадата ученици кои поминаа низ кабинетот на професорката Илич. Дел од нив денеска се нејзини колеги во музичкото училиште. Како изминаа овие години на раст од нижото како ученик до нижото и средното како наставник и професор? Па може да се каже на љубовта кон музиката како лајт мотив и кон виолината не придружуваше сите овие години. Се разбира, сега си имаше посветување, макотрпна работа, но еве победи, како што започнавме љубовта кон музиката, денеска еве и кон децата, кон педагогијата и како еден завет тоа ние го пренесуваме денеска и на нашите ученици. Љубовта за музиката че прво започна од наставничката Илич Севда. Значи основното образование го завршив кај неа 6 години и така да после факултетското образование, сега повторно сме колеги, после да кажам 20 години. Постарите и младите генерации од класата на Севда Илич синоќа на јубилејниот концерт во Државното музичко училиште Тодор Скаловски Тетоец. Со љубов кон музиката и професијата, сите заедно вечерта ја посветија на професорката која ги воведе во светот на музиката.